Прифатена е граѓанската иницијатива за организирање хуманитарна акција за помош на жителите од збратимениот град Перејаслав Хмелницки, што се наоѓа во Киевската област во централна Украина. Носител на активноста ќе биде локалната самоуправа на Кочани во соработка со Општинската организација на Црвен крст. При тоа, од буџетската сметка на општината ќе бидат издвоени финансиски средства за помош, а упатен е и апел до правните и физичките лица во рамки на нивните можности да се вклучат во акцијата. Намерата да се реализира хуманитарна акција со обезбедување прехранбени продукти и средства за хигиена засега е невозможна поради транспортирањето, поради што останува опцијата за донирање парични средства, се истакнува во известувањето од општина Кочани. Целта е да им се помогне на настраданите семејства и општината да покаже добра волја за жителите на збратимениот Перејаслав Хмелницки. Штетите таму се големи, а помошта е повеќе од неопходна, зашто е упатен апел до граѓаните и фирмите од Кочани да се придружат и да помогнат на пријателите во Украина, се додава во повикот од општина Кочани. Општинската организација на Црвен крст веќе оформи солидарен фонд за помош на населението во Украина, а сите донации ќе можат да се уплатат на наменската сметка. Собраните средства ќе бидат тековно префрлани на сметка на Украинскиот Црвен крст, од каде ќе им се распределуваат на настраданите семејства. Намалувањето на маржата на нафтените деривати директно го загрозува работењето во трговијата со моторни горива. Поради тоа, трговците со дизел и бензин од источниот регион на државата се загрижени дека со драстичното намалување за 33%, односно од 4,5 на 3 денари, ќе бидат принудени да ги затворат бензинските станици. Тие нагласуваат дека маржата и претходно била мала, но сегашното намалување ќе донесе екстремни загуби. Поради тоа ги повикуваат надлежните институции во државата да имаат предвид дека иако маржата се намалува, придонесите остануваат на исто ниво, односно бензинските станици ќе мораат и понатаму да исплаќаат плати на исто ниво како пред да биде променета маржата. Дополнителен проблем што се провлекува со години потенцираат трговците се дивите и подвижни бензински станици кои нелегално функционираат на паркинзи и каде што гориво се продава и купува од буриња. Поради ваквите непазарни услови, легалните продавачи на бензин и дизел ќе немаат друг избор освен да стават клуч на бензинските станици, истакнуваат од Сдруженијето на брендирани и приватни бензински пумпи кои што работат во источниот дел на државата. По донесувањето на одлуките за меѓуопштинска соработка што ги усвоија советите на општините Кочани и Виница, почнуваат активностите на терен за реализација на проектот за поврзување на фекалната канализацијска мрежа од Виница кон пречистителната станица кај Мојанци. Локалната самоуправа на Кочани објави јавен повик за избор на фирма што ќе го изработи урбанистичкиот план за просторот низ кој ќе поминуваат главниот и секундарните колектори. Се работи за површина од нешто повеќе од 18 хектари на територијата на општините Кочани, Виница и Чешиново Облешево. Според техничката спецификација во јавниот повик, обврска на проектантот е да изработи урбанистички план за изградба на главен колектор од Виница и од селата Прибачево и Грдовци, како и за секундарни колектори од Лески, Јакимово и Истибања. Изработката на урбанистичкиот план е прв чекор во реализацијата на проектот со кој треба да се елиминира испуштањето отпадни води во реката Брегалница од канализацијските мрежи од населените места во Кочанската котлина. За реализација на активностите веќе е потпишан договор меѓу амбасадата на Швајцарија, Министерството за животна средина и општините Виница и Кочани, како и меѓу јавните претпријатија од двете општини, а за што е обезбеден грант од околу 2.400.000 швајцарски франци. Во моментот тече периодот за пријавување на заинтересираните проектантски фирми за изработка на урбанистичкиот план. Крајниот рок е до 21 март, пошто избраниот оператор ќе има околу 1 месец да ја реализира обврската. Поврзувањето на канализацијската мрежа од општина Виница кон системот за пречистување на отпадните води кај Кочани беше најавен како приоритетен од страна на Министерството за животна средина. Филтер станицата беше предадена во употреба во јули 2019, а чинеше околу 23 милиони швајцарски франци, што како донација ги обезбеди владата на Швајцарија.
Заловувањето и третирањето на бездомните кучиња во општина Виница ќе се реализира во наредните 12 месеци, со оглед што станува збор за секојдневен комунален проблем што се провлекува со години наназад. Општина Виница веќе објави јавен повик за избор на фирма што ќе ги извршува соодветните шинтерски услуги. Официјалната тендерска постапка за оваа намена се спроведува по трети пат, при што во повикот не е определена сумата што треба да се потроши за активностите. Според ценовникот од претходните години, вообичаено трошоците за заловување просечно изнесуваат по околу 11.000 денари од куче, што би требало да биде и ориентациона цена за услугата. Тендерската постапка е законска обврска на локалната самоуправа и со неа е предвидено фирмата што ќе биде избрана како давател на шинтерските услуги да врши заловување на кучињата, да ги вакцинира и стерилизира машките и женските единки, како и да обезбеди активност за вдомување или чување на животните, а доколку е потребно, можна е еутаназија. Исто така вклучена е и обврска за микрочипување и времено маркирање, а по третирањето дел од кучињата да бидат вратени на местото на заловување. Со законските одредби, доколку локалните самоуправи во државата не преземаат мерки за решавање на проблемот со кучињата скитници, ќе бидат парично казнети. 4 полнолетни лица кои во изминатиот период извршиле серија кражби во повеќе објекти во Виница се фатени од страна на полицијата и против нив се превземаат соодветни законски постапки. При тоа од Министерството за внатрешни работи информираат дека украдените предмети се пронајдени и ќе им бидат вратени на нивните сопственици. По преземените активности од страна на полициски службеници од Одделението за внатрешни работи во Виница, во средата биле лишени од слобода 26-годишниот Дж.У. од Радовиш, како и 18-годишниот А.И., 21-годишниот Е.М. и 26-годишниот С.И., сите тројца од Виница. Против нив постојат основи на сомнение дека во Виница извршиле 8 кривични дела тешка кражба од куќи, викендички, маркет и пункт за отпад, како и по едно кривично дело од земање моторно возило и кражба. Од Министерството за внатрешни работи информираат дека поголем дел од украдените предмети се веќе пронајдени. Тие се одземени од крадците и вратени им се на оштетените граѓани. По комплетирањето на случаите, против сторителите на кривичните дела ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави.